Тетовци оваа есен и престојната зима повторно ќе дишат загаден воздух. На 2 недели пред почетокот на грејната сезона, локалните власти ниту годинава не спроведоа никаков план, ниту понудија мерки за подобрување на квалитетот на воздухот, реагираат еколошките здруженија. За жал, сметам дека ништо подобро не е направено. Значи, нема никакви подобрувања во ниво инфраструктурата, ниво, значи, во општината ништо не е направено за тоа да имамо помалку загадување. Се уште не е дојдено до газификација на градот, се уште, значи, струјата не е поевтина за да се помине на нешто друго. Јавниот превоз до некаде функционира, но не е доволно ефикасен, значи се уште луѓето ги користат нивните коли. Велат, борбата со аерозагадувањето особено требаше да им биде приоритет сега во време на пандемија. Но не само што нема мерки, заспани се чини се и инспекцијските служби, кои речиси и да не казнуваат. Нема некои по-радикални мерки или по-строги казни или контроли од страна на Инспекторатот за екологија на општина Тетово, но и државниот воопшто. Затоа не верувам дека оваа зима ќе биде подобро. Мислам дека ќе биде тоа истото како било и порано, а за жал тоа не придонесува кон подобрување на условите со пандемијата. Напротив, загадувањето помага на ширењето на вируси. Тетово секоја година во време на грејна сезона бележи енормно зголемување на аерозагадувањето. Постојано алармираат и лекарите дека бројот на белодробни и малигни заболувања во Полошко е во постојан раст. Но локалните власти изминативе години, освен најави дека ќе биде, не мрднаа ниту со прст за преземање посериозни мерки за поквалитетен воздух.